Во рамки на проектот Build Up Skills, што е иницијатива на Европската комисија за постигнување на енергетските цели, каде Македонија е учесник преку конзорциум предводен од Стопанската комора на Македонија, можеме да кажеме со гордост денеска дека ги доделуваме сертификатите на првите 200 тренери кои се обучени во разни професии да им помогнат на градежните работници понатаму да се дообучат и да градат енергетски ефикасни објекти, односно згради. Во рамки на проектот Македонија, во рамки на целата иницијатива на Европската Унија, Македонија е единствена земја надвор од земјите на ЕУ која е вклучена во овој проект и затоа со особено внимание го работиме овој проект и со особено внимание ги едуцираме, да кажам, на некој начин самите тренери, а понатаму сега и работниците, се со цел Македонија да ги достигне тие цели што се зацртани во стратегијата за енергетска ефикасност на Република Македонија, а согласно стратегијата на Југоисточна Европа, за намалување на потрошувачката на енергија, а објектите се класифицирани како најголеми потрошувачи на електрична енергија. Со денешниот ден завршува првиот дел од проектот Build Up Skills, работен во соработка со Европската Унија, и од утре веќе почнуваме со најмасовниот дел на овој проект, а тоа е на 1000 работници од градежниот сектор да им се препознаат дипломите, односно нивните претходни знаења и вештини. Зошто ова представува тежок и специфичен процес? Затоа што станува збор за една област, Стопанска област во Република Македонија, каде што имаме многу работници кои имаат знаење, кои имаат вештини, работат на објектите, а од друга страна тие немаат формално образование. Целта на овој модел што го разработи Факултетот за електротехника и информацијски технологии во рамки на проектот Build Up Skills е токму да им се признае нивното неформално и информално образование. Значи, сето тоа они што го стекнале како знаење во областа на енергетската ефикасност, на некој начин да добијат, да им биде сертифицирано и да добијат дипломи. Морам да нагласам дека моделот за препознавање на знаењата и вештините воопшто е нов модел. Прв пат се применува во Република Македонија, на зачеток е и во Европската Унија и верувам дека Центарот за образование на возрастни, кој исто така партнер во овој проект, ќе го препознае и Министерството за образование и наука и ќе стане дел од процесот за препознавање знаењата и вештините и за други области во државата. Кандидатите за тренери беа високо стручни инженери, чието знаење требаше да биде надополнето од областа на дидактиката, односно пренесување на знаењето на работниците и нивното оценување. Јас лично сум многу задоволна од процесот на обука кој што го завршивме. Јас лично оценив 24 кандидати, така да одговорно можам да тврдам дека луѓето кои што излегуваат, кои што ќе ги добијат денеска дипломите, се оспособени да ја завршат следната фаза на овој проект. Јас сум Лазар Штипјанов, кој директно и непосредно учествуваше во повеќе од обуките во рамките на овој проект и со задоволство можам да констатирам за успешната реализација на овој проект, како и за начинот како тоа беше организирано и изведено. Во рамките на овој проект, од сите 5 тренинг провайдери кои учествуваа во него, како и Стопанската комора на Република Македонија, како координатор на овој проект, беа организирани и изведени соодветни теоретски и практични обуки со соодветен прирачник како материјал и разни тренинг материјали. Исто така би сакал да напоменам дека во овој момент е и отворен повикот за пријавувањето на градежни работници за препознавање на претходни вештини и знаења од областа на енергетска ефикасност, каде што со активно учество на веќе сега сертифицираните тренери ќе имаат можност да се здобијат со сертификат за едно од 5 занимања за кои би аплицирали. Сакам да напоменам и на крајот и дека овој проект е финансиран од Европската Унија, со што уште еднаш се покажува желбата да се помогне на нашата земја во успешно спроведување на стратегијата за унапредувањето на енергетската ефикасност во Република Македонија до 2020 година. Благодарам. Благодарен сум и сакам да истакнам значењето на доделувањето и поминувањето на оваа обука за тренери за енергетска ефикасност. Јас како директен учесник во
оперативниот дел во градежништвото во Република Македонија. Сметам дека има особено значење ова обука, од причини што свеста за енергетска ефикасност се издигнува на едно повисоко рамниште во Република Македонија. Со тоа и владата на Република Македонија дава свој придонес. Ние секако ова знаење ќе го имплементираме во градежниот сектор. Истовремено стануваме поконкурентни и на внатрешен план на пазарот во Република Македонија, а исто така и на пазарите надвор од Република Македонија. Ова ќе има особено значење придонес. Ние полека ја стигнуваме, да речем, Европа од аспект на енергетската ефикасност. Имаме уште многу да работиме, но добро е што сме на добар пат. Благодарам. Пред се сакам да поздравам денешна промоција, свечена промоција и да им пожелам успех во понатамошната обука на тренерите, на обучени од делот на енергетска ефикасност, а посебно на делот на столорија, пошто доаѓам од компанијата Реху, која што е градежна компанија и го има доста градежни елементи. Ние имаме доста интерни обуки, но тие интерни обуки важат само во делот на нашите простори, да кажем, нашата дејност. Сепак, за да се верифицираат овие обуки, треба да бидат во склоп на државата и затоа овој проект на Build Up Skills го поздравуваме и се надеваме дека идните тренери ќе обучат правилно да извршуваат столарите својата градежна работа, односно своите оперативни работи што треба да ги извршуваат во делот на енергетската ефикасност.